дојдовте во Spotlight. Со смирување на тензиите на Блискиот Исток, вниманието на инвеститорите повторно се префрлα кон финансиските резултати на технолошките компании и состојбата на финансиските пазари. Во исто време, биткоинот се движи околу $60,000 по неодамнешниот пат. Каде се позиционира криптопазарот? Дали криптовалутите остануваат атрактивна инвестиција или капиталот се пренасочува кон други сегменти на пазарот е фокусот на денешната емисија. Останете со нас. За состојбата со криптопазарот, но и пазарот на капитал, во денешната емисија Spotlight разговарам со Дарко Симуновски, извршен директор на Limites Fund Management. Господине Симуновски, пред се добро дојдовте во Bloomberg Адрија. Добре ве најдов и благодарам за поканата. И на самиот почеток може и го спомнав криптопазарот, со самото појавување на конфликтот на Блискиот Исток, криптовалутите и како забележа некој одреден пат, тоа не само за криптовалутите, меѓутоа и на финансиските пазари. Малку се насочуваме кон можеби една од главните валути, а тоа е биткоинот, повторно падна под $60,000. Како гледате на ова, како една краткорочна корекција или знак дека ентузијазмот на инвеститорите почнува да слабее во криптовалутите? Так. Има многу аналитичари кои се поделени во нивните размислувања и како го толкуваат сето ова што се случува сега, поконкретно со криптопазарот. Многу аналитичари мислат дека ова е само краткорочна корекција или здрава консолидација. Јас сум од другата страна, каде што сум повеќе бериш на краток рок и на среден рок за криптопазарот, па и понатака исто така и за берзата, особено за сите тие технолошки акции што се во вештачка интелигенција, во сектор на вештачка интелигенција. И тој AI CAPEX таму што е моментално натоварен како капитал, кога ги гледаме и берзата и индексите, најголемите америчките индекси, Nasdaq индексот, гледаме дека голема е и силна таа концентрација кај AI. Но меѓутоа, AI, зошто го спомнав, затоа што е многу поврзан со криптото. Криптото важи како бета средство. Не е тоа алфа средство за инвестирање, тоа е како бета средство, фактички тоа би му дошло нешто како во висок степен на акции, па може би и уште по-ризично. И поради тоа ние имавме нафтен шок со ситуацијата што се случи нели во Иран, така да тоа секако дека има реперкусии на криптопазарот и вклучително и сега гледаме повторно во негативен тренд последниве денови и сметам дека тој тренд ќе продолжи затоа што сепак нафтениот шок што се предизвика од оваа војна е нешто што не можеме да го занемариме и исто така на оваа година ние очекувавме кратење на каматните стапки. Тоа е многу битно за ликвидноста во пазарите да се зголеми, а со тоа значи дека овие ризични средства како криптовалутите, начело со биткоин секако, само во таква ситуација со кога има ниски каматни стапки, кога има повеќе ликвидност на пазарите и кога нема стрес во ситуација во економски ваки ситуации, во тој случај може тие додат нагоре, но меѓутоа вака како што се овие поставени сите работи макроекономски, дефинитивно тоа негативно влијае и сметам дека овој тренд уште за краток рок дека ќе продолжи. И има и други макроекономски индикатори што понатака ќе ги спомнам во нашиот разговор. Само да се надоврзам, ги спомнаше каматните стапки, очекувањата околу каматните стапки секако беше дека годинава ќе почне со одредено олабавување на монетарната политика, но тоа не се случи со оглед на ситуацијата. Тука го споменавме технолошкиот сектор, односно повезано со вештачката интелигенција, но она што го надоврзувам дека во последниот период може и се повеќе се зборува за намалена побарувачка на големите институционални, значи побарување за криптопазарот. Како гледате инвеститори, колку може ова да влие врз идната насока на криптопазарот? Така. Како што да се надоврзам и на првото прашање, сето тоа е поврзано со макроекономијата. Институционалните играчи, институционалните инвеститори во случајов кај криптото, како што реков, нивното гледиште е малку поинаку, го гледаат како бета
технолошка акција, на тој начин го гледаат и така да во едни вакви нестабилни ситуации како што беше до вчера нафтениот шок, еве гледаме сега смирување на нафтата, дојдовме негде до 70 долари на Брент нафта, така да бевме над 100 долари долго време. Тоа е голем тука инфлационен шок што веќе почнуваме да го осеќаме. Јас и пред неколку месеци исто така најавував дека летово ќе се осети најмногу тој инфлационен шок од шокот на нафтата, но исто така тука станува збор каде што тие макроекономски ситуации можат да повлечат и други такви да предизвикаат домино ефект на одредени работи, како што е исто така јапонската carry trade. Тоа е нешто што е се уште отворено, се уште може да се случи и тоа може да придонесе за дополнителен пат на пазарите, вклучително и на криптото. Само да појаснам накратко за гледачите, carry trade тоа е Јапонија има една политика каде што голем дел од средствата, државни средства ги финансира, ги инвестираат парите во амерички пазар пред се и исто други големи светски пазари. И кога доаѓаат во ситуација како што е сега јенот на рекордно ниско ниво према доларот, доаѓам од 1986 толку ниско не падна на 162 јени моментално е 1 долар, така да се поизвестно е дека ќе се случи таа carry trade, јас тоа го одамна го најавував и тој carry trade може да придонесе голем стрес на економијата, но меѓутоа исто така тоа домино ефект може да предизвика и кај приватните кредити, па после да се појават и margin call кај големи институционални инвеститори. И така да во една таква ситуација стресна за макроекономијата, нелогично е да очекуваме дека криптото ќе прави некои нови рекорди. Настрана од ова што гледаме од AI, односно вештачката интелигенција, сметам дека и таму корекцијата е се поизвестна, веќе почна, еве 2 дена веќе оди во негативен тренд и сметам дека тој тренд ќе продолжи за краток рок. Сега од другата страна ги споменуваме смирувањето на тензиите на Блискиот Исток, вниманието на инвеститорите посекако во последните денови се повторно се префрли на финансиските резултати. Тука е Micron, се очекува неговите резултати кои да доаѓа една позитивна слика за технолошките компании и состојбата на финансиските пазари. Во една таква средина, каде се позиционира во моментов криптопазарот? За Micron мило ми е што го спомна, само да појаснам, Micron кај чиповите, кога одиме кај Semiconductors, значи во технологијата, во таа нишка на берзата, Nvidia ги прави најдобрите графички картички, Micron ја прави меморијата за тие картички. И затоа е Micron толку значаен и затоа Micron имаше толку голем раст. Micron е нешто што одамна ние во нашиот фонд барем го имавме во нашето портфолио, но сметаме дека сега не е позиција каде што можат технолошките акции да продолжат да одат нагоре, вклучувајќи и за криптото, и затоа сметам дека на краток рок барем јас сум бериш, очекувам дополнителна корекција на пазарите, на технолошките акции и на криптото и сметам дека треба да помине овој период каде што треба да се консолидира пазарот, едноставно да видиме која би било дното, колка би била таа корекција, затоа што де факто ќе има реперкусии од ова себо што го зборував со нафтениот шок, дефинитивно ќе има реперкусии и веќе има на економијата, а камоли на финансиските пазари. Сега од другата страна, дали сметате дека во моментов расположението на инвеститорите треба да ја гледаат од она што успеав, нели, од вашиот одговор, да доминира предпазливоста и чекањето, отколку да се гледа можност за купување по пониски цени? Апсолутно. Јас барем лично како фонд менаџер со моите колеги фонд менаџери, барем ние во Limitless фонд менеджмент, ние сме доста конзервативно моментално во оваа ситуација. Имавме доста позиции, затворивме со профит кога веќе одеше таа еуфорија и вклучувајќи оваа еуфорија што беше на SpaceX, нашите позиции се затворени. Моето мислење јас и одамна го споделувам, барем за краток период јас се уште сум бериш, се уште очекувам овој негативен тренд да продолжи, затоа што сепак концентрацијата на целиот пазар кога го гледаме е
драстично многу висока сега моментално концентрацијата на вештачка интелигенција во цел амерички пазар, што не е за подценување, достигнува преку 100 трилиони маркет капитализација цел амерички пазар. Така да мислам дека голем процент веќе бројките некаде се околу 30, па дури некои шпекулираат и до 40% се сконцентрирани точно на вештачка интелигенција. И секогаш кога има, не велам дека таа технологија не е многу значителна и дека нема да оди нагоре, исто како и криптото, но меѓутоа кога има еден таков наплив на само позитивно билдање на цените нагоре, ќе се случи таа корекција, таа е неминовна корекција и се случува во едни такви фази како што сме ги имале и претходно, да не се задржувам сега да набројувам примери, сме имале во минатото примери каде што во одреден момент е нешто тренд и е многу значително за општеството и има многу голем влог, преголем влог од тоа што реално може да се извади или ако гледаме заработките на тие компании. И затоа пак ќе кажам, тука исто криптото е многу поврзано, затоа што криптото е нешто што е дефинитивно поризична технолошка акција, така да ја разбериме, и инвеститорите, поготово овие институционални инвеститори, тоа го гледаат веќе кога макроекономијата е добра и тогаш да можат да влезат. Така да во оваа ситуација има два вида на инвеститори. Најголемиот дел од тие што мислат дека сега е момент buy the dip, тоа се обично физички лица. Обично тоа е трендот кај физичките лица, но меѓутоа кај институционални инвеститори како ние сега моментално чекаме да видиме како ќе се случи, што ќе се случи со пазарот на краток рок, па после тоа да евентуално да реагираме и повторно да влеземе во други позиции. Така е, сосема само кусо за крај, ако го спомнавме краткорочниот момент во однос на предпазливоста која што сега треба според вас да доминира, кој сметате дека ќе биде еден клучен двигател на криптопазарот до крајот на година? Кај криптопазарот секогаш бил и ќе биде макроекономијата, со некои осцилации што се случува некогаш на сентимент. Пример, да речем, да се вратиме наназад пред години и поскоро две, кога Трамп дојде на власт, имаше доста ветувања во тој поглед за криптосферата и сентиментот си го направи своето, се направија тоаш рекорди. 2025 макроекономски беше одлична година, јас и година претходно најавив дека ќе се случи во 2025 година најголемите рекорди што сме ги виделе во последнија децении, така бидна. За 2026 почетокот очекував дека ќе биде волатилна, но сепак со ова што се случи со Иран, се уште мислам дека дополнително може да биде негативно за пазарот и несигурноста се уште стои тука. Јас ви благодарам многу за гостувањето во емисијата Spotlight. Благодарам. Беше чест. За движењето на криптопазарот, кои се очекувањата и трендовите, зборував и беше фокусот на денешната емисија Spotlight. Истата можете да ја погледнете на bloomberg.adria.com. Ви благодарам на вниманието.